Министерството за животна средина и за транспорт и врски ќе добијат најмногу пари за капитални расходи со ребалансот на буџетот за годинава, рече министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, коментирајќи ги проекциите од ребалансираниот буџет кои денеска се прифатени од владата. Министерството за животна средина е број еден министерство кое што најмногу дополнителни средства има обезбедено за капитални расходи, тоа се 2,3 милиарди денари. Значи, Министерството за животна средина. Од кој, речиси, 1 милиарда проширивме буџет од нивните собствени сметки. Дел се од кредити. Министерството за транспорт, таму знаете и реализацијата на почетокот на годината беше огромна. Они речиси да немаат веќе средства на ставката за капитални расходи. Понатаму е Министерство за образование и наука со 426 милиони, следно министерство е Министерството за здравство, со исто така тука и Државната изборна комисија, затоа што и тие имаат одредени потреби за инвестиции. Со ребалансот расходниот дел од буџетот се зголемува за околу 179 милиони евра, од кои за капитални инвестиции има дополнителни 100 милиони евра. Димитриевска-Кочовска појасни дека и нема да се зголеми процентот на буџетскиот дефицит во БДП и тој ќе остане 4,1%. Особено значајно е што со ребалансот обезбедуваме дополнителни средства за капитални инвестиции, кои достигнуваат околу 46 милиарди денари и се зголемуваат за околу 5,8 милиарди денари, што е зголемување од 14,5% во однос на иницијалниот буџет. Димитриевска-Кочовска информира и дека зголемување на расходите ќе има и за плати, ставка која е зголемена за 1,1 милиарда денари. Со овој ребаланс вкупните приходи остануваат во рамки на проектираното, односно се ревидираат од 374,9 милиарди денари на 379,2 милиарди денари. Вкупните расходи се ревидираат на 425,2 милиарди денари. Дефицитот се зголемува од 39,2 милиарди денари на 46,1 милиарда. За прв пат, како што рече министерката, зголемувањето на дефицитот е резултат пред се на повисоките капитални расходи и инвестициите во инфраструктурата. Буџетскиот дефицит и обврските за отплата на долг во вкупен износ од 76,4 милиарди денари ќе се финансираат преку комбинација на домашно и странско задолжување. При тоа над 54 милиарди денари се наменети за редовно сервисирање на обврските кон странските кредитори, а околу 20 милиарди денари за отплата на домашниот долг.